Добри дојде за Милица Стојанова, великан на македонското глумиште. Вие сте легенда уметничка легенда во Македонија, но и во регионот, судејќи според огромниот број на награди кои ги имате добивано во екс-Југославија. Повод за ова интервју е и вашата последна улога во Евангелие на глупоста на Љубиша Ѓоргиевски во Драмски, но и фактот што наполнивте 82 години и ја запознавте со тоа јавност, односно вашата ќерка напише еден вид ваше обраќање кон јавноста, како рековте вие на социјалната мрежа Facebook, мора да се биде постојано борбен, без подклекнување, да им се пркоси на неправдите. Собравте допаѓања, лајкови, жаргонски кажано, многу повеќе од еден театарски салон, далеку повеќе. И сега ме интересира вашиот став околу подклекнувањата, да се биде борбен. Како ги толкувате овие, како ги доживувате овие тешки времења во Македонија? Кога народот е осиромашен, онеправдан, кога власта наместо да служи на народот, критиките се свртени токму, вперени токму кон таа власт, дека се трошат стотици и стотици милиони за проекти кои не служат за добро на народот. Треба ли народот сега, во овие моменти, во вакви времења, да биде борбен, да им пркоси на неправдите? Многу прашања во едно поставивте. Да почнем некако од првото. Живее во едно време кога многу беше битна вредноста за одредена професија. Во интерес на куќата во која треба да се вработиме, професијата, тие самите бираа кој е вредноста. Имаше голема селекција. И немаше потреба да се борам. Јас, која дете дојде на Открива Паланка, одеднаш почнав уште за време на школувањето да учествувам во представи. Тогаш не знаев што значи тоа, но од денешен аспект ми е јасно. Значи етеа селекцијата уште во старт средната државна театарска школа, моите професори оцениле при машки колеги, мене ме зедоа машко да играм. А што се однесува до она, не знам кое поредви беше прашање, политиката дали треба да служи. Мислам дека на уметниците било од која бранша, не им е потребно да бидат учесници директни во политиката, затоа што, еве конкретно мојата професија, театарот, ние сме само по себе, дејноста на театарот има функција за корекција, коректура за евентуалните грешки што ги спроведува, што ги пласира политиката, односно власта. Тоа може да се случи преку репертуарната политика, сознанието на секој уметник. Одделно, мене може да ми биде не знам каква репликата. Ако јас откријам, во соработка со режисерот се разбира, ако откријам дека тука нешто друго сака авторот да каже, друга порака има, и да ми рече некој, ај смали го тоа малце, јас ке сачекам на пробите, ама на представа јас ке си го джипнам долу, ќе го кажам. Значи, ние го носиме тоа добро што треба да биде за народот, за јавноста, за просперитетот на државата. И нема потреба директно учество. Некои сватија, а за жал и некои поосредни, дарежни луѓе, како најлесно може да просперираат.
и тие се приклучуваат било на која партија. Без оглед на тоа која е актуелна, владеачка се разбира. така, во моментот кој се, и они го користат тоа благо. На штета на вредностите кои не се приклучуваат, тие на крај, нека поседи, многу знае да зборува. Тоа е тоа. А вистинскиот талент, на вистинската кадрова политика во куќата каде што екзистираат, не му треба ништо друго, тие ќе го земат, ќе го употребат во собствен интерес и добробит на продуктите што ги произведуваат. И на уметноста се разбира, да. Велите на уметниците не им е потребно учество во политиката, онака директно. Директно, така. Имаше пред една година, веројатно, видовме како некои од уметниците и актери имаше како се поклонува, односно и велеа на министерката Канчевска, ви благодарам. Ви благодарам што ни овозможивте да патуваме на некакви театарски турнеи, благодарам што овозможивте да ни бидат издадени книги и така натаму, што беше предмет прилично на остри критики од јавноста, како уметниците си дозволуваат да се заблагодаруваат, воопшто нема потреба за таков гест, за таков чин. За срамота моја, јас не знаев кој ми е министер во културата. Јас бев од оние луѓе кои чекав да грабнам улогата и работев, ни дневници гледав, ништо не гледав, не знаев. Тоа е минус голем. А јас лично мислам дека не е минус. Јас имав своја работа и требаше да ја обавувам најдобро колку што можам. А тие луѓе се поставени да не контролираат, да не финансираат. Една анекдота. И да ве цензурираат. Да, една анекдота морам да ја спомнам. Една антологиска представа Дејство на гама зраците врз сценичните невени. Гостувавме во Загреб. И многу голем успех имавме, надвор не чекаа студенти, публика, браво, ова е за нас откровење, не знам што. И еден човек стои до мене и вика, бе, добра била представата. А Милица никогаш не знаеше кој е кој. И ги прашувам колегите, викам, па министерот за култура. Како викам, тој требаше да дојде во Скопје, во Загреб, за да ја гледа представата. А замислете ние да викавме на сцена, долу Хрватска, долу ова. Како може да нема увид што носиме во Загреб? Кој беше министер за културата? Не се сеќавам пак. Или не е битно. Или не е битно. Сакам да кажам дека кадровата политика, репертоар, многу битно кадровата политика. Има актери кои за 2 години знаат да се отворат, а има актери кои поспоро, за 5, 6, за 10 години ќе доживеат централна роља или така натаму. Е многу битна за да нема потреба ние да им велиме на власта благодарам. Се знае дека уметноста генерално многу мали примања имавме на времето. Сега младите добија за фала Богу, тоа е добро, но го добија она што требале да го добијат. И нема зошто јас да се поклонувам и да велам благодарам. Нема потреба. И да се потенцира и да се прави од тоа спектакли. Говоревме и за Евангелие на глупоста на Љубиша Георгиевски за премиерата. Главна вест всушност бевте вие, заради тоа што глумевте таму, имавте улога. Можете ли да направите, ве молам, споредба публиката денес и публиката некогаш? Може би кога говорите за вредностите? Да, може би тоа зависи најмногу од репертоарната политика, пак ќе ја повторам. Затоа што на времето имаше извонредна публика која знаеше да гледа театар и да
аплаудира или да молчи. Имаше критериум. Но ние комедии многу игравме. На репертуар беше Нушич, многу се играше Гоголј, Молиер, имаше комедија, но тие комедии беа на уметничко ниво. А хуморот, тие великани автори, они го ставиле внатре. Ако ние добро го одиграме, добро го пласираме, тој допира долу. А сега имаме публика која сака да се смее в театар. За на жал, вулгарности, дел од публиката, тоа е посебно поглавје, Да. тука се и авторите виновни, многу вулгаризми. Мојот драг професор Илија Милчин еднаш ми се јавува дома на телефон: Милице, си напишала во весник, улицата ја качивме на сцена. Ќе го искористам, благодарам професоре, чест ми правите. Зошто? Ајде да го спомнам тоа мое болно прашање. Јазикот го уништивме. Литературниот јазик. Ние сме амбасадори, не е то само фраза. Буквално, ние, телевизијата, радиото, штампата и приватното говорење литературно. Јас да кажам дека сум открива паланка на еден непријатен дијалект. Мене ми е драг за таму, ама за овде јас се трудам и ден денеска да говорам литературно. Ние јазикот го немаме на сцена. Замислете, културна институција нема лектор. Не може тоа така. Системот на порано како сме работеле, на прва прочитка на текстот, Да. јазична корекција, логични акценти, има некој што не му лежи, ама ќе му се каже кај му е логичниот акцент. И ако треба штрикање ова, она, тоа е друго веќе. Но јазикот, лекторот ќе приде, пази, овдека акцентската целост не ти е исправна. Сега тоа го нема. Јас знам на помладите да им речам: немој да ми кажуваш што сакаш. Што сакаш? Нашиот јазик има фантастична музика. Ние се воодушевуваме на англискиот, францускиот, италијанскиот. Ништо подалеку не е нашиот јазик. Го споминавте репертуарот, репертуарската политика. Многу од актерите, многу од уметниците, генерално, одбиваат да влизат во стариот МНТ. Го нарекуваме златниот театар. Многу пати имате кажано дека не е важно каде се игра, во каков театар се игра, во какви услови се игра, тоа не е најважната работа за еден уметник, туку што се игра. Да. Имав таа среќа да играм во мојот театар, така го нарекувам, 13 години бев во стариот театар. Тој беше многу елегантен, бел, тие црвени фотели, лустерот, кристалните 2-3 огледала во фоае, беше преубав. А сега кога влегов во овој театар, мене ми е драго што се направи театар, што имаме таква зграда. Но, бидејќи заради тоа што имам играно во монтажни, многу патувавме ние на времето во разни држави, во разни видови на театар згради кај нас, заради околностите од земјотресот беа монтажни, сето тоа. Но сега кога го видов овој театар, колку сум радосна дека имаме зграда, толку ме фаќа носталгија за онаа чистина што беше. Може би сум старомодна. Не навлегувам во тоа, си задржувам правото да грешам, но премногу жолтила. Затоа што театарот, ние актерите велиме, не е битно каде. Битно е, но конечно станува небитно каде играме, како ќе одиграме, колку публика ќе дојде, колку ќе не разбере што сме сакале да им пратиме порака, да кажеме. Но,
кога ќе се крене завесата, говорам пак за нашиот, за мојот чистиот театар, убавото доаѓа сценографија, костимографија, прекрасни драмски дела, интерпретации на актери, целото внимание и експресијата таму е. А сега јас ако гледам Волку, ме збунува, што ќе видам сега таму? Ми треба двојна концентрација за да можам да го исклучам овој дел, да се префрлам таму. Знаеме, Париз во подруми играат представи. Не велам дека тоа треба да биде пракса во континуитет, затоа се радувам дека го имаме овој театар, но можеше да биде да не се мешам во професијата на архитектите, веројатно тоа е нивното видување, они се фалат дека во свет гледале такви театри. Јас баш такви не видов, може не сум влегла во тие што они ги виделе, не знам. Околу архитектите, вчера излезе еден коментар, односно репортажа од Скопје, Скопје 2014 проектот на Дојче Веле на српски, каде новинарот, пишувајќи за проектот, како вели, стои странец на стариот камени мост, се врти околу себе и пее. Еве го Скопје, еве го лудилото. Морам да кажам дека јас Скопје го делам на два дела, до земјотресот и по земјотресот. Нормално дека требало да има прогрес и во урбанизмот и градење и сето тоа што следува на едно живеалиште на повеќе народ. Но, ова што сега се случи, не сум против споменици, апсолутно, треба да има. Но, приоритет и вкус. Што треба да има? Не можам да се воодушевувам од некои споменици, ако јас случајно после 4. мај, денот на Гоце Делчев, отидов во паркот и кога го видов тој споменик, кој беше шара до шара, смеам да употребам зборот гнасотија, се извинувам, но тоа морам да го кажам подрастично, барем за празникот некој да се сетеше да го исчисти, не можам тогаш, немам желба да одам да гледам други споменици. Мислам дека е пренатрупано и не можам да ја заборавам внуката на Гоце Делчев. Таа беше прилично револтирана, на телевизија ја гледав, кај што вели, Гоце никога не е јахал на кон. Гоце е ставен на конј. Јас не се чувствувам меродавна за историските податоци, но она што го знам, тој одел пеш за да не биде забележен. Не мора баш на споменикот да го ставиме. Многу си дозволувам да критикувам, да кажам, но мислам дека некој поттемелно требал да се соберат повеќемина групи, да се консултираат, да одлучат некоја прецизност да донесат. Во историјата, историските факти. Така. Ќе пуштиме неколку исечоци од ваши представи. Една од нив е Дупло дно на Горан Стефановски во режија на Слободан Нунковски. Вие таму глумите министерска жена. Така. Така. Параскева, за која имав чест да добијам стеријна награда. Научивте наизуст некоја песна, некоја трагична тирада, господје. Ако сега одеднаш биде крајот на светот. Да. И само вие останете жива. И дојдат некои мали зелени. Какво искуство ќе им пренесете? За која уметност ќе им зборувате? Ајде, слушам. Одговарете, господи, немаме време, имаме уште многу работа. А што сакаш? Па песна, рецитација, било што. Не знам ништо. Па не е возможно, господје. Не знам, не.
Па мажот ви цел живот ве влечка по културата. Знам, ама не знам. Па смислете нешто, мора да се сеќавате на некоја песна што сте учеле на училиште. Ја знаете Аф Шарколај? Господјо, одговарајте на прашањето. Ја знаете ли песната Аф Шарколај? Аф Шарколај. Одлично, ајде пејте. Аф Шарколај. Добро, и? Аф Шарколај. Добро, и? Аф Шарколај. А зашо да не знам? Имаше прилично бура на критики во јавност, особено на социјалните мрежи. Всушност, благодарејќи на социјалните мрежи на Facebook, Вања Лазарова, уметничката Вања Лазарова, го доби статусот национален уметник. Како рече господјата Лазарова, дека не е важно воопшто колку плата зема, колку пензија. Честа. Дека не е воопшто заборавена, дека е славено незиното име и незиниот придонес. Беше заборавена. Мислам дека тоа како гест благодарам на јас лично, бидејќи блиска бев, се знаев многу со Вања. Не знам колку е познат еден податок, јас го чув на нејзин концерт во Универзална, кога ја праша како поминала на фестивалот во Лондон и она пеела. И вечерта на вечерата председателката на фестивалот и вели: сакам да нотирам вашата песна, запејте ми ја. А Вања е таква, таа помалку сака да зборува отколку да пее. И таа ја запеа еднаш, два пати, три пати и на крај таа и вели: би сакала да можам да ви влезам во грлото да видам што има таму. Тоа е голем национален комплимент. Не можела да нотира она, да запише со ноти песната на Вања, оти тоа е бисер на бисерите. И тие луѓе заборавени, таква била Васка, тако бил. Сите ние уметниците, долги години не бевме многу наградувани. Јас сум радосна што сега на прикрај кај го направија, како што, морам да признам, на сегашните мои колеги, примањата се прилично големи, фала Богу, а ние бевме со мисерни пензии. И нам исто така ни додадоа додаток, не е ставен во пензијата, но е преку авторска агенција. Но, веројатно, државичкава не ни е многу богата, ни ги даваат кога на 1 месец, кога на 2, кога на 3, кога ќе стигнат да соберат пари, не ги даваат. Како национален уметник ја добивате таа пензија? Не, национални уметници се 4. Ние немаме право на тоа, ние сме национална пензија. Добро. Да дојде до, оние примаат, колку што имам сознание, 60.000, а ние до 33 со се нашата пензија, или 35 тука некаде. Но не можат редовно, ги разбирате со оглед на ги разбирам, што... ние си позајмуваме и кога ќе ги добиеме, ги враќаме така да живееме. Да. Сега ќе ве праша една тема која е прилично актуелна во фокусот на јавноста, тоа се семејни студии. Ќе почнат да бидат изучувани овие студии. Со овие семејни студии всушност се слави бракот како една од најважните клетки во општеството и кој знае како веќе се дефинира дека треба да биде да го сочинуваат маж, жена и дете. Не може да бидат двајца возрастни луѓе кои можеби не можат да имаат дете или не сакаат да имаат дете или да биде самохрана мајка и така натаму. Кој е вашиот коментар за ваквото поимање на семејството? Видете, на времето
сега се третира многу семејно насилство. А тоа било, е и ќе биде. На времето зарад децата, заради срамот, се крепел бракот, каков таков. Со насилство. Со жестоко насилство. Имам такви примери кои што Без љубов, можеби. Без љубов, со стројници земени, се животарело, вели нашиот Да, народ. а не се живеело. Да. Сега, јас сум за семејство. Потребно е. Не, убаво е за продолжување на врстата на дечиња да се раѓаат, сето тоа. Но со декрет тоа не може да биде. Не може со закон да биде тоа. Тоа е сепак личен избор на секого. Јас треба да одлучам дали и зошто се согласувам на тој статус. Тоа е мој избор и на мојот партнер. Така сме се договориле. Ако можат во светот да има 4 деца, да речеме една Мерил Стрип, и да живее 17 години, колку што имам информација, и дури тогаш и текнало да се озакони. Па зошто ние да не можеме? Ако е тоа среќен брак, ако е тоа убав топол дом за деца, да се создаваат, не со закон, не се слагам со тоа. Не се сложувам. Ова е време на поинакви вредности. Апсолутно. Господја Стојано. Да. Време на Александар Велики, време на славење на некои херои кои воопшто не сме знаеле дека се дел од нашата историја, дека се значајни. Не, сме ги учеле, ама така. Така да претрчаме, не е битно, не навлегувам во тоа. Јас знам дека сум македонка, знам дека сум родена 32 година, знам баба ми колку на 104 години починала, значи имам некој колено, некој ген, некоја, како се вика тоа, историја на семејството. Секој за своето семејство има. Толку далеку да навлегувам, не сум доволно писмена, ниту заинтересирана веќе. Сега, може ми пречи, пак ќе направам компарација. Александар, некои го викаат Ацета, Александар и Гоце Делчев Валканиот или исечените глави на нашите заслужни уметници, револуционери, кои што ги нема по паркоите осакатени или дигнати сосема, необновени, не можам да ја почитувам некогашната античка историја. Респект била како културна информација ја сакам, но повеќе сакам оние кои се заслужни да се викам Народна република Македонија. Сакам тие првин да ги почитуваме. А ние нив ги забораваме. Тие споменици гаснат, а ние создаваме некои грандиозни, со постаменти од оздола волкави и фигурката горе волкава. Мислам на цар Самуил. Ченто, може би? Ченто исто, Ченто, јас слики колку што знам, тие не се во мантил и не се со шешир. Човекот бил обичен човек, револуционер, борбен, умен. Да не ја искривуваме историјата, фактите, да не бегаме од нив. Не е срамно ако е он во некаква... Да, обично облечен. Да. Тоа важи за повеќемина, но кога станува збор за спомениците, во ред нека биде и тоа, но приоритет да има и колку. И на кое место. Не може на купче сите да бидат присутни. Не може. Но како вели, повторно ќе го цитирам, последнава репортажа на Дојче Веле, Шизниленд наместо Дизниленд. Јас... Тоа е насловот на текстот. Да.
И не може помешани, да речеме, солунските атентатори и шизлите девојчулиња таму. Не. То нека бидат во другата улица, да се знае кој е што. Добро, јас ви благодарам што бевте гостин. И јас благодарам на поканата.